Ако постојано бараме одговор на прашањето како да постигнеме квалитетен сон, ќе го побараме и тоа прашање. Но, дали со овој 1 час кој што го добивме за спиење, дали во суштина вистина се наспиваме, дали е добро за нашето здравје. Со Сања Ѓорѓева, која што е тренер за спиење, сертифициран тренер за спиење, бараме одговор на повеќе прашања и дискутираме, анализираме. Добро утро. Официјално. Добро утро. Првото прашање. Многу дискусии и дилеми. Овој 1 час плюс ќе не наспива ли? Добро ли е за нашето здравје? Што ни се случува? 1 час плюс би рекла дека навидум добиваме, или теоретски добиваме 1 час плюс, меѓутоа во пракса, особено првите 3 до 7 дена, не можеме тоа да го осетиме, односно повеќето, некои од нас не може тоа да го осетат, бидејќи сепак ќе ни треба време да се прилагодиме и да се навикнеме на новиот биоритам. Бидејќи часовникот, стрелките на часовникот се поместуваат, меѓутоа нашиот биолошки часовник, кој што е циркадијалниот ритам, во тој момент правиме една ресинхронизација со времето, што значи дека ќе му треба време за повторно да се синхронизира на новото време кое што сега ни следи. За да кажеме дека е добро ова за нас, потребно е да помине време и идеално би било да нема промени зимско-летно време, туку да имаме едно време во текот на целата година. И кое би било тоа идеално време за нас, за нашето здравје? Едно време? Летното или зимското? Зимското, да. Зошто зимското? Затоа што за да се разбудиме наутро и за функционирање, нели ние сите во телото имаме на еден начин биолошки часовник, тоа е тој циркадијален ритам кој што се раководи според светлина и темнина, и кога ќе ја осети дневната светлина во текот на денот, утринската светлина, му дава сигнал на телото дека е време за будење, се лачат хормони кои што не будат, кои што не одржуваат активни во текот на денот. Доколку го оставиме летното сметање на времето, тоа значи дека во зима би се разденувала околу 7-8 часот наутро, значи во декември и јануари. Тоа значи дека повеќето луѓе ќе почнуваат, ќе се будат наутро, па скоро и цела нација ќе се буди наутро во темница, ќе почнуваат првите школски часови во темница, кој ќе има многу големо негативно влијание врз целото функционирање во текот на денот. Се намалува расположение, се зголемува депресија, така што не сме ни свесни кои последици се ќе ги почувствуваме ако остане летното сметање на времето. Од друга страна, зимното сметање на време, ние сега се чувствуваме дека губиме светлина навечер, нели, затоа што многу се стемнува во 5 веќе е темно, така е, но мораме да имаме во предвид дека стемнувањето во 5 не е само поради промената на часовникот, туку и самата зима, нели, времето малце се намалува, се намалува светлината во текот на зимата, така што денот. Да. Значи зимско сметање на времето. Добро, ако се решиме ние конечно како земја да избереме едно, ете тоа е добро за нас, за нашето здравје. Најчести симптоми кои што сега ги чувствуваме во овој период од годината, кои што знаат малку и да не замислат дали во суштина е од промената на времето или можеби имаме некоја настимка кои што сега се актуелни, замор, несоница, проблеми со концентрација, тие се поврзани ли со зимското сметање на времето? Нормални ли се? До кога траат? Би рекла дека да, може да бидат поврзани со зимското сметање на времето, но и промената на климата, промената на температурата, самото поврнежливо време, облачното, бидејќи ние на нашето тело навистина функционира и е поврзано со дневната светлина. Кога имаме намалена дневна светлина, значи дека е понамалено лачењето на одредени хормони, како што е хормонот серотонин, кој што не прави порасположени, повесели, што значи во оваков период како што се сега деновите, се намалува серотонинот, од друга страна се зголемува лачењето на мелатонин, тоа е хормон кој не прави поспани, поуморни. Психолошки ефект овде исто би спомнала, бидејќи секогаш кога врне надвор, кога е пооблачно, едноставно тоа не потсеќа на топол дом, филм гледање, едноставно седење во домот и не прави малце поуспорени, со понамалена концентрација, понамалена енергија, сакаме повеќе да спиеме. Дополнително на тоа, самата промена на времето, иако навидуме 1 час, навистина ни треба време да се навикнеме за да нашиот циркадијален ритам, нашиот биолошки часовник повторно се синхронизира со новото време и да повторно да може да функционира, бидејќи до вчера, еве да кажам, сме имале едно време на будење, на кој што нашиот организам реагирал на тоа време на будење, сега одеднаш ние му го менуваме, но организмот му треба време. Си се буди, ете така, јас си се будам секој утре во 3:30. Научена дека во 4:30 треба да станам, во 3:30.
До кога да. ќе станува трипл? Неделава? Добро. Неделава. Би Неделава. рекла дека 3 до 7 дена најчесто ни се потребни за промена, кај Адаптација. некои луѓе може тоа да трае 2 недели или 4. Така да, зависи. Се надевам дека ќе бидам во првата група која што Да. трае една недела. Сезонската депресија е исто така поврзана со зимското сметање на времето? Поврзана е повеќе со температурата, со самото тоа што е скратен денот. Во зима секако е скратен денот, секако е скратена дневната светлина, а дневната светлина на нас на вистина многу пријатно и влијае врз целото расположение, врз целата активност. Затоа во текот на пролета, во текот на летото сите се чувствуваме поенергични, со многу повеќе енергија. Во зима, кога е се потемно, помрачно, на еден начин и депресијата може да се зголеми. Па како не самото сознание дека денеска ќе имаме сонце во текот на денот, некој предизвикува некое позитивно расположение, уште не сум го видела сонцето, а веќе тоа расположение дека таков ќе биде денот. Така. Некоја дневна рутина која што треба да ја промениме во овој период кога имаме зимско сметање на времето, или можеби рутина која што претходно ни била својствена за предлегнување, треба да ја промениме. Што би било тоа што ќе доведе до квалитетен сон? Најдобро би било наутро кога ќе се разбудиме, веднаш да се изложиме на дневна светлина, дури и да е облачно надвор. Да се разбудиме на да се изложиме на дневна светлина, значи да дигнем, да кренеме ролетни, да застанеме пред прозорот некои 5 минути, бидејќи на тој начин мозокот веќе добива сигнал дека е време за будење, време за активност и се лачат хормоните кои ни го потпомагаат тој процес. Во текот на денот да се обидеме да се храниме колку што е можно поздраво, значи да јадеме здрави намирници. Ние обично во зимските месеци знаеме и со храната малце да претераме, тоа дополнително влијае на сите тие состојби кои што ги чувствуваме. Составен дел од зимата, што да правиме. Така е, дефинитивно. Меѓутоа да се обидеме, особено оние луѓе кои што навистина ги осеќаат последиците, бидејќи некај сите влијае исто, но кај оние кај кои што тоа влијае и ги чувствуваат последиците, да внимаваат и на изборот на храна, значи да избираат храна која што е поздрава, поздрави намирници, не многу масни, за да го потпомогне за спивањето и целиот процес на спиење. Исто така би напоменала да се намалат електронски уреди пред заспивање. За тие ќе ве прашав. Да, екранизацијата си го направи своето, некако едноставно составен дел од нас и предлегнување и полегнување со телефоните, екраните. Да, тоа за жал, тоа може би е една од главните причини зошто толку многу се зголемени несонниците и проблемите со спиење, бидејќи самата плава светлина која зрачи од телефоните директно влијае на мелатонинот, хормонот за спиење, го нарушува, го оневозможува или го попречува лачењето на мелатонинот, кој што подоцна не ни дозволува или да заспиеме или пак да потонеме во длабока фаза на спиење. Тоа се случува на заспивањето, а наутро кога ќе се разбудиме, обично сите нели прво го земаме телефонот и гледаме во телефон што сме добиле нови нотификации или вести, што и да е. На еден начин ние на мозокот му е потребно време да се расони, му е потребно време да почне да функционира. Самото тоа што кога ќе го земеме телефонот, ние му ставаме премногу информации во мозокот уште пред да е спремен, на еден начин пред да се разбуди сам постепено, кое што подоцна влијае во текот на денот на зголемена нервоза, намалена концентрација, поголема избувливост, пак да се чувствуваме поспани и така натаму. Така што еден апел е до сите, барем саат време пред спиењето телефонот да се исклучи, да се тргне на страна, а наутро кога ќе се разбудат 45 минути и исто до саат време алармот може да се исклучи, нели ако го користиме за аларм, но саат време да не гледаме, да не проверуваме мејлови, да не го пипкаме телефонот. Децата, повозрастните, луѓето со здравствени состојби, таа ли е групата на луѓе кои што без разлика потешко ги прифаќаат промените? Да, кај нив најмногу се чувствуваат промените, кај децата еве да почнеме од кај нив. Кај нив, мислам, ние како возрастни нели можеме да седиме, ќе си лежиме во кревет уште саат време, ајде ќе се потрудиме да спиеме, но дечињата кога ќе се разбудат, они си веднаш се будат стануваат. И толку е. Да. Ни пола минута нема лежење, ништо. Да, кај нив циркадијалниот ритам е многу
постабилен. Токму поради таа стабилност и многу поврзан со светлина и темнина. Ние некако можеме да го регулираме возрастните, но токму поради таа стабилност секоја промена го нарушува и им е многу потешко да се вратат на тие некои добри навики. Кај нив отприлика околу 2 недели, особено кај децата кои што веќе имале проблеми со будењето и се будат рано. Например, има деца што во 6 и 6:30 се будат константно. Сега со новото време тоа ќе биде 5:30. Да. Така што на нив ќе им треба малце повеќе време. Овде се дефинитивно и повозрастната категорија на луѓе и луѓето кои што без разлика на возраст имаат проблем со несоница и имаат и онака проблем со почести будење во текот на ноќта или потешко заспивање. Последиците и промените кај тие луѓе се многу поизразени и многу повеќе ги чувствуваат. Сања, како да обезбедиме квалитетен сон? Ако знаеме дека квалитетниот сон е половина здравје, како да го постигнеме тоа? Се чини дека со годините и борбата станува поголема. Па јас би рекла дека станува поголема, не можеби туку и поради стилот на живот што го имаме сите, поради брзиот начин на живот, некако пробуваме да стигнеме на сите страни, а сонот го кратиме затоа што немаме време да спиеме. Меѓутоа би рекла дека тој 1 час повеќе сон, кој што сите се го сакаме да добиеме 1 час повеќе сон, најмногу ќе си го подариме на себе и најбрзо ќе го добиеме доколку внимаваме на хигиена на спиење и доколку внимаваме на одредени навики кои ќе ни го подобрат спиењето. Например, да си направиме рутина на легнување и на будење во исто време, без разлика во колку саат е тоа. Дури и луѓето кои што спиат по 6 часа, например, ако легнуваат во исто време и се будат во исто време секој ден, без разлика дали е викенд или работен ден, во викендот можеме да направиме отстапка од саат време, но не повеќе, многу по-добро функционираат во текот на денот и многу им е поздрав и континуиран сонот, отколку кои оние луѓе кои што секоја вечер им е различно времето на легнување. Да се направи хигиената, значи да се подобри хигиената на спиење. Тоа значи собата во која што спиеме да биде темна, да биде во поладна атмосфера, значи 18 до 20-21 степен Целзиусови е идеално за спиење, да користиме квалитетни душек, перница, квалитетни пижами, памучни кои што ни го помагаат спиењето, а не ни го одмагаат. Храната ја спомнав да се избегнува исто кафе и кофеински пијалоци во попладневните часови, бидејќи тоа може до 6 часа да ни го одложи заспивањето. Алкохолните пијалоци исто така да се избегнуваат навечер, бидејќи алкохолот од една страна веднаш ќе не потоне во сон, во длабока фаза, но многу брзо после ќе излеземе и во текот на ноќта е голема веројатноста да ни биде нарушен сонот. Значи да направиме едни кратки навики и рутини на заспивање и на будење, кои што ќе му бидат познати на нашето тело, дека сега е време за спиење, сега е време за будење, кое телото ќе ги препознае и многу подобро ќе функционира на самото тоа. Се надевам дека ќе се обидеме да го сториме истото и дека ќе успееме во целата таа борба која што имаме континуирано и постојано. Не ве прашувам за положбата за спиење, затоа што индивидуална е, се разбира, но ќе ве прашам, неколку пати сме зборувале, но се уште во разлика на тоа кој каков биоритам има, кој кога станува и легнува, идеален сон се постигнува со колку часа спиење? Идеален би бил 8 часа. Но, во нашите услови... Но 7, ајде да кажеме прифатливо, 6 е некој минимум. Добро. А јас ако спијам 5 часа, дали можеби во текот на денот, ако дремнам по некој половина час, мислам тоа е за мене многу голем успех, но дали така ги надокнадувам тие часови што недостасуваат или не? Никако. Не е исти квалитетот и сосема различен е, да кажам, различен спиењето преку ден и навечер. Навечер се лачи тој хормон за раст и развој, навечер поминуваме ни сите фази на спиење, но кога така кратко спиеме, во секој случај се препорачува дневна дремка, но дневната дремка сепак да биде кратка, 30 на минути, бидејќи ако спиеме подолго од 30 минути, веќе влегуваме во фази на спиење кои што или кога ќе се разбудиме од дремката ќе се чувствуваме онака позашеметено, помамурно, а од друга страна па тоа ќе ни помогне, односно ќе ни го одложи ноќното заспивање и нема да можеме да заспиеме навреме. Така што за луѓе кои што спијат пократко, 5 часа. Например? Се препорачува дневна дремка 30 на минути.
што значи тоа можеби нема да успееме да спиеме 30 минути, но самото лежење во темна просторија, да си направиме атмосфера за спиење, на пример во спална соба, затворени во темна просторија и во тивка, самото со затворените очи го одмора мозокот и му помага на еден начин да поврати дел од енергијата која му е потребна. Добро, ова го забележувам. Благодарам, Сања. Благодарам за разговорот денеска. Посакувам да се гледаме за убави теми, да разговараме за убави нешта и во нареден период. Благодарам. Благодарам многу на поканата.